sve došlo i nema strah ni tu za smrta. Novo nebo, nova zemlja, poranečno to pomina na žebni muda vam da pije od života voda daru. Blaženi se mrtvite. Mir vam, tatko moj, koji si na nebesata, da se sveti ime to tvoje, da dojde carstvo to tvoje. Znači treba da se sveti. Isus gi veli, moleta se vaka, da se sveti ime to tvoje, ime to njegovo treba da sveti vo tvoje to srce. A to je Isus Hristos. Da dojde carstvo to tvoje. Kad i da odiš ke vrvam po tebe, kad i da odiš Isuse go baram carstvo to Božjo. I ne dam ti drugosti kako već to se od del od pesните koji slego od nebesната biblioteka, muzikoteka na naši od Tatko Nebesен, za da го славиме. Луѓе то не знаат зашто се на земјата. Да дојде царството Твое, како на небото. Царството е на небото, секако на третото небо. Имаме поднебесни сили на злото, кои го владеат овој свет и имаат малку време. И што бараме ние ако имаме Татко на небесата? Да дојде царството Твое, да биде, ево е проблемот, волјата Твоја, да биде неговата волја. Да биде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата, така и во моето срце, така и во Твоето срце. И луѓето често разбираат што значи да биде неговата волја. Тоа значи се што доаѓа, да не мармориш, да не се жалиш, да не бараш да бидеш на друго место, да останеш во мирот и да побараш водство и сила од него. Тој ќе ти даде сила, бидејќи е пишано во Јован на сите што го примија. Што значи да го примиш Исус? Тоа е добро прашање. Како се прима Исус? Ов синој ќе слеза. Од духот го запишав неколку реченици. На текстот, потоа кој ќе му се отвориш во срцето и ќе му дозволиш тој да зборува низ тебе. Тоа е второто прашање. Да ја прифатиш неговата волја и тој да зборува низ тебе. И видете зошто е поделено христијанското тело. Затоа што тие го читаат. Исус вели, словото што ви го даваме дух и живот. Дух е тоа и живот. Ако ти го читаш во тело, телесниот човек, телесен човек, не го разбира духовното, тоа е духовен јазик. Како што не го разбираш духовниот јазик, не ги гледаш духовните состојби. И ти си како дете, мало дете, кое треба да појде во градинка, во забавиште, па во училиште, да го водат, бидејќи ако го пуштиш, ќе направи некоја белја, не знае, не разбира до крај. Така и ти си духовно дете. И потребно ти е водство. Синок имавме една дискусија, една сестра објави од интернет превземен цитат дека 7 дарови се на духот. Потоа јас си го давам цитатот дека се 9 и дека не се тие. И потоа им велам дека интернетот е од сатаната, овој свет е завладеан. И најчесто се употребува за тоа. Дека треба да се држиме за Библијата. Да, водени во духот. Дека не можеш да цитираш. И претходно имавме случај, цитира од една деноминација и не признава дека грешила. И потоа има некои симптоми, симптомот не исчезнува. Јас не и кажувам. Сега што научив, да, кога ќе дојде состојбот, чекам водство. Не действувам сам, не зборувам сам, чекам духот да ме води. Знаете, татко, ако е можно да ме одмине оваа чаша, вели Исус. А потоа вели, но не како што сакам јас. Не како што сакам јас. Некогаш имаш импулс да исцелиш некој, има подобрување и се враќа. Се молевме вчера со едно сотруднички, се врати симптомот. Бидејќи не е отклонета причината. Суштината е да се покаеш и да бидеш исцелен, да застанеш како се прима Исус. Тоа е добро прашање. И така со една друга сотрудничка од
prethodna zajednica koja izleze od jedna protestantska zajednica. Ja si velam deka ne sme protestanti, ne sme pravoslavni, ne sme katolici. I vikam, duhot na Isuse je jedan, a tije duhovi se podelili telото. Ta veli, deka vo zajednica totke što je izlegla ima satanski duh. Ja si rekao, pa to je isto. I uvijek to misle deka satanata je nešto crno, temno, so sabija, so trozubec. To je sve ona što ne je u Isus. Znači ima dve suštvovanja na zemlji, to sinovi čovječki, odnosno sinovi satanski. Telo satansko. Svi te oni što nego primili Isus i sinovi Božji. Sinovi Božji, sinovi na svetlinata, sinovi na voskresenije, to su trudnici, su naslednici. Počneš kako rab Božji, da je izvršuvaš zapoveta s ogled na to deka nije smela vojna. Zapoveta na ljubav, to da go ljubiš svoj od bližen kako sami od sebe si. I dođeme do suštinski. I potom diskutiravme s jedna sestra. Znači, dojde i počne da se moli dolgo vreme. Se moli 40 minuti. To je toj protestantski način. Gledajte me se molam. Pa ovakvi citati, pa takvi citati. Kako Gospoda jedva i čeka da te slušne tebe. Tatko to ne vesem. Što sakaš ti se spisok na želbi, što sakaš i da mu kažeš kako on treba, kako trebalo da postapi. Pogrešil on. Ne bare ti si učitelj, a to i treba tebe da te sluša. Ne treba da naučiš da molčiš v prisustvu na Bog. Vtori od način je sostojba to deka ti znaješ, deka si gord, znalec na slovoto. Znaješ, ti go znaješ slovoto. A ja s njega znam slovoto. I tako diskutirajki i napravi jedna greška. Druga sestra se vključila i veli imalo 7 plodovi na duhot. I ja samo potvrdiv. Potom mi ispravi jedan sotrudnik dare. I nešto koja nema da proveriš. I to pokažuva. Neka jas ne zboruvam od sebe, duhot zborova. I trebaš da go prašaš duhot kako da odgovoriš na sve koja situacija. Znači kako se prima Isus do ajeme. Pa najprvi setne i upreku kako se prima Isus. Znajete, ona prikazna, ne je prikazna biblijski. Bludni od sin koji go potrošil svoj timot. I se vraća kaj svoje tatko. Padja na kolena i veli, tatko moj, prosti mi, tatko, pogrešiv pred tebe i pred nevodom. Tada ni se pokajat i da gi iscelam. Znači, bez da se otkloni pričina, to se vraća simptomat. Me prašava da li da dojde na sred, brat, imala nekoja bakterija, ja si velam. Praše go Isus. Ne prevzevam da ja doteram nasila. Sve kako vone ako ga ima otpor, ta dali saka. Da odstapi sobstvenosti. I site se držati za sobstvenost, zboruvat vo svoje ime, site se učitelji poučuvat, citirat, postirat, ne razmislova, deka pozborovite ke bideme osudeni. Za sekoj loš zbor ke odgovarame na sudni od den. Vidite, zborovite se od Isus na početok od beše slovoto, satanata gi zema, go izvrtuva slovoto. Može bi su mu go zborovalo ovo duhot. Tatko moj zboruvaj ti niz mene, ne ja što sakam. Kako što gledate, ovo je 302 od zavet. To teče i se dviži, koga ima polneš. Sinojke iz legovi stihovi, kako se prima Isus. Po srcetu. Na site što go primija. Im dade sila. Ako ti nemaš sila, nemaš ljubav, se žališ, ofkaš li lekaš, nisi go primil Isus. Zašto go imame toj stih, to što je vo mene, pogolem ono što je nadvor od mene. Ne je dobro što ako citiraš gotovi frazi od interneta. Im rekao da internet te od satanata, a sveto to pismo je od Isusa. I to nije dovoljno, gdje ti sam ne možeš da go razbereš. Dokaz za to se podelenite hristijanski zajednici, pravoslavni, katolici, protestanti i drugi podgrupi. Duri imame Jehovini svedoci. Nemalo Isusa. Isus ne bi lova, pa to go velati muslimanite. Ako go nema Isus, reken ti pat vo ognjeното jezero Sinko. Sve ušte nisi došao do dnoto. Znači, pogrešiv pred tebe i pred nevoto. Kako se zastanuva, kako se prima pred Isus. Vidite, ovdje sjećaše moj sosed, rodnina, Elki, desetina, iskršija se što imaše podniv. A me nekoj rastenija, među njih je leskata.
чистам теренот и наоѓам лески свиткани, ги исправувам, ги ослободувам и тие се исправуваат и лисијата им се возобновуваат. Некои од нив се уште лисијата им се во ред. Други лески се скршени, значи притисокот на ударот бил силен, ти си се спротиставувал, не си се, покорете се, понизете се пред Господа во Јаков и тој ќе ве подигне. Значи почекај, како се застанува пред Исус, па татко, погрешив пред тебе и пред небото. Втората работа е да го оставиш стариот човек, да умре стариот човек, како што Исус умре на крстот. Како се доаѓа до крстот? Тоа е добро прашање. Дали ти можеш да разбереш или само го зборуваш тоа декларативно, без да се остварува во срцето? Ние сега имаме дека и одредени луѓе кои повторуваат одредени работи, тие се материализираат. Па тоа е зборот кога во силна вера се е можно за нешто верува, ќе се материализира тоа. Но дали ти ја размислуваш причината и последицата на изговореното, материализираното? Во суштината се што ќе врзете на земјата, ќе биде врзано и на небесата. Значи, ако не си му простил на таткот и на брат ти, на соседот, кој ќе почине тој, ти си врзан со него. И тебе нема да ти биде простено. Така се што ќе изговориш е тргнато кон материализација. Значи, како се доаѓа до крстот? Треба да умреш, да бидеш распнат, да го распнеш стариот човек. Тоа не е теорија, тоа е практика. Да престанеш да размислуваш како порано, да престанеш да велиш јас сакам, јас мислам, јас чувствувам. Ама јас мислам, јас не мислам. Секоја мисла треба да е покорна на Исус. Исус се зборува низ мене, татко мој. Како што гледате, овие слова слегуваат, но треба првен да се исправиш од сите доктрини, сите знаења, световни, кисело вино, фарисејски квас во учењето, кое го скиселува целото тесто, го скиснува. Или ќе јадеш бесквасен леп директно од учителот. Така е добро кој те подучува. И кој ќе дојдеш во тој протестантски начин. И сега гледам луѓе што излегли од таа црква во која таа вели дека е сатанска. Сигурно е така. Бидејќи не ми го каже и тоа дека најде книги за врачарство, за магепсништво кај водачот на заедницата. А ние тоа го знаевме и го гледавме, значи јас сум излезен од таму. И како да им објасниш на луѓето? Барав дозвол од Исус да ја напуштам заедницата. Бидејќи тој не сакаше ништо да прима. Кога ќе се всклизне сатаната во одредена доктрина и мисла по тоа, тоа е како малку квас кој го скиселува, кој го подквасува целото тесто, или малку оцет кој го скиселува виното. Не е бесквасен леп. Како се застанува пред Исус, па треба да умреш ти. Да се откажеш од старото. И сега имам една сестра, ни раскажува што се и права, што и се случува после служба, каде што слезе духот и гледаш дека таа не се откажала од себе си. И не се покајала и симптомот се враќа. Некад не сака да признае дека погрешила. Основната е погрешив пред тебе и пред небото. Дали ти имаш доволно љубов да ги љубиш сите? Дали можеш да го благословуваш оној што те колне? Дали можеш да се молиш за непријателот свој, да му однесеш вечера? Дали можеш да се препуштиш Исус да те обликува и да те води, Он да зборува? Првата почетна точка е да научиш да молчиш во присуство на Бог, не да филозофираш, ама јас вака мислам, ама нели така? И бараш одговор со разум во стиховите. Одговорот на стиховите е кога ќе почнеш да живееш чекор по чекор. Од еден стих почни, љуби го својот ближен како себе си. И провери дали го љубиш ближниот. Кој е твојот ближен? Сите. Те сакам, Господи Исусе Христе. Како Исус да живее во мене? Апостол Павле, не живеам јас. Па потвори го твоето срце и почни да викаш: Исусе, сега како да направам? Што да направам денес за тебе, Исусе? Како да го изговорам овој текст, Исус? Сега ќе одам да сечам дрво. Помогни ми, Исус, испрати ангелска војска. Исчисти го овој дом од сите демонски влијанија. Ова е твој дом, го предавам во твои раце. Предај му се што имаш, твоите мисли да бидат покорни. Како да умре стариот човек? Како да умре стариот човек и да бидеш новороден? Па откажи се од себе си. Претрпи ја штетата. Заврти го другиот образ, постапувај како Исус. Ке ти повторува одредени ситуации, ќе почнеш да викаш првен, па ќе простиш, па нема да викаш, па ќе благословиш на крајот. И тогаш ситуацијата ќе исчезне, одеш на ново ниво. Зашто овде сме во војна, не сме дојдени да пееме песнички.
pejem i ke vrvam po tebe, kada i da odiš Isuse. Ja peje pesната, а во животот си тера по своето. Ти велиш вако навика, јас сакам така. Тој другиот, како да прости? Па како да простиш ако не можеш да му простиш на човекот? Застани пред Исус и речи, погрешив пред тебе и пред небото, татко мој, во името на Исус, простувам, се простувам, не осудувам, не осудувам. За и мене да не ми биде судено, да и мене да ми биде простено. Исусе, покажи ми како да се променам, да исчезне симптомот на болка во телото, што да покајам, та да не се покаја, та да ги исцелам. Се молиме, исчезнува симптомот, се враќа. Причината не е отклонета. Имаш грижа на совест, нељубов кон родител или нешто слично. Тоа е сатанското, тоа што мислиш на човечкото. Исус му вели на Петар, бегај од мене, Сатано. Зашто мислиш на тоа што е човечко? Кога мислиш на тоа што е човечко, ти што сакаш, зборуваш од свое име, мислиш дека е од Исус. Јас вака, јас не зборувам, чекам. Тако ќе почне и сега излегло од зедницата и направил еден цел трактат, освен што се молеше со сати. Подука и напишав дека од старата. Но добро е, не се налути. И Исус вели, ќе ви дадам колку што можете да понесете. Едни викаат вака, други така. Како деца што се расправаат по пазариштата. Непослушност и себеправедност, сатанска. Протестантизам го знаеш словото, рецитираш, кажуваш, цитираш, се молиш. Гледајте ме, луѓе, јас се молам. Се тресат темелите на земјата, оти ти се молиш. Синко, падни на колена пред големиот Создател на се, зашто штом си на земјата. Ти си паднат со сатаната, нема друга причина. Земјата не е создадена овде да доаѓаме на годишен одмор. Овде сме во војна за души. Повеќе нема време, луѓето не сакаат да примаат. Ќе ви дадам колку што можете да понесете. Пие апчиња за смирување. А вели дека е во Исус. Ја слуша својот родител направил, не знам, 50 години. Тој го тера да пие апчиња, овој другиот го тера да пие апчиња. Јас не слушам луѓе. Ако ги слушам луѓето, само го слушам духот на мојот татко. Понекогаш тој ти вели да направиш нешто што не ти е јасно. Но ти кога постојано си во контакт со него, ти треба првен да замолчи твојот ум, да го фатиш вака и да го фрлиш на буниште. Тоа што ти си научил во светот. Да дозволиш духот утешител, духот на вистината да те научи, да го отврлиш стариот човек. Тоа е болен процес на умирање, како што Исус бе се распнат. Може би ќе дојдеш до состојбата да кажеш, татко мој, зошто ме остави? Тој не те оставил, ти си го оставил. По краткото страдање треба да се вратиш назад. Пие апчиња за смирување, има проблеми со светот. Вели дека е во Исус, не сака да прими поука. Не сака никој да ја учи, па тоа е тоа. Адам јаде од дрвото на познанието. И нема потреба некој да го учи. Он знае што е добро и зло. Потоа Ева го тера да јаде. Човекот на почетокот беше едно, потоа изваден поделен дел да му недостасува за да научи да љуби. И тој тоа го учи телесно, да си прави задоволство, наместо да се посвети, да служи како Исус. Те сакам, Господи Исусе Христе. Никој не ви кажува како се доаѓа до Исус. Големи заедници, учители, ве учат како да изгонувате демони, како ова да правите и она. Да, до моментот додека те сакам, Господи Исусе Христе, не дојде состојбата и самиот да отплатиш за сето она што си го правил и што си го зборувал, за сета твоја нељубов, сатанска спротиставеност кон Исус. Како се доаѓа до Исус? Па еве, например, погрешив пред тебе и пред небото, дојди Исусе во моето срце, употреби ме, научи ме да ги љубам сите, да им простам на сите, никого да не осудам. Сите имаме по некоја состојба што не ни се допаѓа. Син, ќерка, мајка, татко, брат, умрел некој. Остави се, овде сме привремено. Нели пеете Христос воскресна од мртвите? Ако Христос воскресне, ние ќе воскреснеме, а по него сме ние. Прв е Христос, по него сите ние. Инаку ќе биде да јадеме и да пиеме, бидејќи утре ќе умреме.
Вие не можете повеќе да умрете. Тие се синови на воскресението. На небото нема да се мажат и женат. Ќе бидат како ангели на небесата. Те сакам, Господи Исусе Христе. Тешко е да се откажеш од себе си. Тоа е таа себе праведна природа. Возгордеаност дека знаеш дека јадеш од дрвото на познанието. Вавилонство, да се искачиш највисоко. Апостол Павле како го запозна Исус? Тој не го виде Исус физички, не беше негов апостол. А сепак и мене ми каже да постапувам. Како да ти служам, Исусе? Како апостол Павле. Што направи тој? Ги гонеше христијаните. Знаеше македонска филозофија. Некој ќе речат елинска. И еврејска. Беше учен. Падна од конјот. Да ги заврзеш бедрата на својот ум. Да си ги собереш конјите. Кои се растрчани во твојот ум. Ова ќе биде, она ќе биде, вака ќе биде, така ќе биде. Што да направам, како да направам? Полека. Испразни се покорност. Падна од конјот. И ослепе. Знаете, на патот за Дамаск, дали сме ние сега на патот на Дамаск и чекаме да паднеме од конјот, од сопствениот ум? Се молевме за една друга сотрудничка, незината сестра ме вели, дури сега кога има потреба од, кога има телесна болка, повика кон Исус, па така е, луѓето не сакаат да знаат за Исус. Не сакаат да знаат, си го терат својот живот. Се додека не дојде состојбата, погрешив пред тебе и пред небото. Го потроши својот имот, нема што да јаде. Или има некоја болка, тогаш можеш да повикаш. Некој дури и тогаш не повикуваат. Познавам еден драматург, на крајот место да повика кон Исус стои, ја трпи болката, гледајте ме колку сум силен. Исус да ти прости, синко човечки. Апостол Павле падна од коњ. Секој од нас треба да падне од коњот, бидејќи ние сме како апостол, како Савле стариот, кој ги гонеше христијаните. Ги гониш христијаните ако не ги љубиш. Не е потребно да земеш коњ и меч. Самото тоа што немаш сомилост и не љубиш, осудуваш, не простуваш. Ќе ја тераш својата волја, јадеш од дрвото на познанието, ти си веќе на тој коњ. Падна и ослепе. Дали ти гледаш или си слеп? Исус тие му велат, ние гледаме. Епа, гревот ви останува. Штом велите дека гледате? Ако бевте слепи, гревот нема да ви беше. Не гледаме. Не го гледаш духовниот свет. Во духот понекогаш гледам што има во луѓето. Ја го гледам степенот на нивната нељубов. Кога си вон законот на љубовта, царскиот закон, ти имаш аларми во телото, болки, болести и страдања. Состојби и ситуации кои треба да ги надраснеш со сила Исусова. Царството Божје се освојува со сила. Тој вели на сите што го примија, им даде сила. Ако немаш сила и љубов, не си го примил Исус. Како се прима Исус? Дали ти си слеп или гледаш, јадеш од дрвото на познанието? Адам и Ева и змијата. И потоа му вели, Адам стана како еден од нас. Знае што е добро и зло, повели. Излезе надвор, ја позна жената Ева, ги родија Каин и Авела. Каин првин што направи, го уби Авела. Каде е брат ти Авел што направи човеку, синко човечки? Синот беше изгубен и го најде. Добриот пастир оди за загубената овца додека не ја најде. Изгубениот син му го раздели имотот. Имотот е тоа што го имаш твојот живот, твоето време на земјата. Тоа е твојот имот. Потоа на крајот ќе треба да се вратиш. Ќе паднеш болен, ќе изгубиш силата и како жената за која се молевме, кога се сети на Исус и на Бог, кога имаше телесна болка и потреба. Знаете, те сакам, Господи Исусе Христе. Он умре на крстот. Исус умре. Ме разбирате или не разбирате? За секого од нас. И за мене и за тебе скапо сте платени. Скапо сме платени. Не станувајте робови на луѓе, на доктрини, ликот на зверот на кому се поклонуваш, сето она што го сакаш повеќе од Исус. Сето она. Например, некој дел од планета Земја убавина, парче земја. Пејач, свирач, политичар, лидер, историска личност. Ним им се поклонуваш. Наместо на семокниот Отец, татко, падна ничком. Ти можеш да ми исцелиш, погрешив пред тебе и пред небото. Он умре на крстот и ти треба да умреш. Стариот човек.
Додека не го разбереш тоа, дека тоа е процес на отврлање на стариот начин, на прифаќање на состојбата, прифаќање на Божјата волја, тоа подразбира покајување за секој грев. Некој ќе рече не сум грешен, но тоа е добро кога некој ќе рече грешен сум. Добра е почетната позиција, да му го предаде гревот на Исуса, да го закова на крстот, да го земе својот крст и да врви, да остави се земно. Се тоа на што ти се случувало, што било, како ќе биде, кога ќе биде, да паднеш од конјот, да ослепеш. И са апостол Павле вели, кој си ти, Господару? Ние зборуваме за Господар, тој што не создал, тој што ни дал се. Кој си ти? Јас сум Исус. Савле, зошто ме гониш? Дали си ти Савле кој го гониш Исус од своето срце? Зошто ме гониш? Не можеш да се риташ против бодило, јас сум Исус. Исус му се јави, потоа го однесоа од Дамаск, потоа Ананија, тука сум, Господи. Трк, оди таму. Чекај бе, Господи, чекај да ти кажам. Господи, а ти знаеш ли кој е тој? Не знам, Ананија, чекам ти да ми кажеш. Знаете, ние така разбираме, Господи, чекај, кај ми го праќаш овој човек сега? Леле, ово иде, и на помош, Исусе. Не, иде тој, да, точно. Тоа е мојот момент. На помош, Исусе, кај ми го праќаш овој? Исусе, јас не можам да го љубам овој човек, таа жена или не знам кој. 3 чекора назад. Дај ми сила, јас ќе молчам. Тој вика, кол не прави. И ти му велиш, јас те љубам и те благословувам во Исус. Он пак вика, јас те љубам и по извесен период се стиша. Ете така треба. Благословувајте ги оние што ве колнат. Ти треба да умреш за крстот, за одново да се родиш. Да умреш, ти стариот, бидејќи си лош, немаш љубов од срцето човечко, излегуваат цела ден список, злоба, нељубов, омраза, завис. Од срцето твое. Треба да се испразниш и од доктрините на погрешни учења, значи знаењето возгордејува, а духот оживотворува, односно љубовта ослободува. Слава ти, Господи Исусе Христе. 2 пати дошла на заедница и следниот пат цели трактати почна да подучува. Ете, тоа е тој протестантски начин. А излезе од заедницата, доаѓа со некои фикс идеи од светот. Тоа е она што Петар му вели, не, вака мислам, така мислам, бега од мене, Сатана, му вели Исус, зашто мислиш на тоа што е човечко, а не на тоа што е Божјо. Те сакам, Господе Исусе Христе. И сега сум застанат на тоа, иако читав и други интересни моменти. За чистите се е чисто. Значи, ние сме повикани на осветување. Тит 2. За осквернатите и неверните. Осквернат си ти во овој свет. Си ги сакаш своите страсти. Треба да се откажеш. Петар му вели, ние оставивме се. Да го оставиш стариот човек. Исус да живее во тебе. Тоа е процес на менување. Почетната позиција да молчиш во присуство на Бог. Имаш проблем, Господе Исусе Христе, не можам да го решам ова. Покажи ми како. Јас оставам се во твоите раце. И тоа го повторуваш и чекаш. Не действуваш од себе импулсивно. За осквернатите и неверните нема ништо чисто. Нимим се осквернати умот. Имаш осквернат ум. Не прифаќаш, си мислиш старо, еднаш и велиш не постирај од други деноминации, таа повторно од истата деноминација постира. Погрешен податок, значи влегува во сатанско дејство. И сега не реагирам, веднаш чекам Исус да ми даде. И настана цела една состојба, се вклучија и други. Мудрување, да не се расправаме за човечки мислења. Кога Исус зборува, ние молчиме. Ти молчиш, треба да замолчиш ти, Исус да зборува. Тие зборуваат дека го познаваат Бога. Зборуваат. А по делата своји го одречуваат. Бидејќи се одвратни, непокорен кон Бог, неспособен за никакво добро дело. Неспособен. Значи леската паѓа, не врши притисок, ја свитка, доаѓа Господарот, трга мелките, гранките, се исправа и заздравува.
Ako ima otpor, se krši. I potom ke čeka novo nebo i nova zemlja. Ke vrvam po tebe, kad na koji treba da im se zatvori устата. Кога го браниш Евангелието. Значи учат на тоа што не треба. Зборувај го она што се согласува со здравото учење. Ние не зборуваме за деноминацијско учење. И се таа вели, во таа заедница има сатански дух, па таа истата заедница, една православна црква, и католички сад, и протестантска, тие се исти. Мали се разликите. Едните се делат по себе љубие по национална основа, другите се прават идолопоклонство кон папата и поддржуваат разни сексуални дејанија, содомски и гоморски. Третите се поделени по разни цитати и даваат одредено значење на крштевање во вода, на крштевање во Свети Дух, на подука, на доктрините, например, словото, верата, благодатта, сите кои се без дух, празни, неупотребни, те заведуваат дилема, доктрина на предодреденост, например, дека едни се лоши, дека ништо не можеме да направиме. Се држат за одредени стихови, тој не спаси не според извршените дела, Тит 3:5, 2:5, туку по својата милост, да не спаси на сите што го примија, ама ми немаме сила, туку по својата милост преку бањата на преродувањето. Како да се родиш одново, тоа е добро прашање. Па да го оставиш стариот човек и да дозволиш во некоја заедница каде што има просветлен учител да те учи, да се учите едни со други. Ви ме прашува како да знам дека Исус ми зборува. Па долго треба да се клекне на колена и да се чека водство од Исус, не да зборуваш ти. Најпрво почни да действуваш во љубов и така стих по стих тој ќе ти ги отвора и ќе те учи. Он ќе те научи на се. Нема потреба некој да те учи, да. Но дека дојдеш до таа состојба, потребен ти е некој воведничар, водач на заедница кој е во дух, да ти го покаже патот. И ќе видиш дали некој веднаш го води Исус или не. По степенот на отпорот кој го има, кога ќе му покажеш грешките што ги има во учењето кој го научил од деноминацијските заедници и цркви. Те сакам, Господи Исусе Христе. Слава ти, Исусе. Исус се даде самиот себе за нас и ти треба да се дадеш себе си. А ти си се држиш себе си, не треба да се оставиш себе си. Да бидеш жив камен во неговата црква, не избави од секакво беззаконие, да му бидеме народ избран. Да му бидеме. Не сме, да му бидеме. Способен, ревносен за добри дела. Ама ти немаш сила за добри дела. Зашто не си го примил Исус во срцето? Зашто не умрел стариот човек? Зашто не ја прифаќаш Божијата волја, зборуваш од себе? Зашто не е умрен стариот човек? Зашто мислиш на тоа што е човечко? Не си се покајал? Нема исцелување без покајување. Може да се случи краткотрајно, но ќе се врати симптомот ако продолжиш да грешиш. Затоа Исус вели оди и не греши повеќе. Те сакам, Господи Исусе Христе, што и во ова утро ми го исполни срцето со Твојата љубов, ми го даваш Твојот мир, ми даваш сила да изрекувам бегај од мене, Сатана, во името Исусово, надвор од нашата заедница, надвор од Мавровската црква, надвор од сите заедници. Те сакам, Исусе. Исусе, мојот Господ и Спасител, кој верува во мене. Но што значи да веруваш е добро прашање. Доаѓа ситуација. Или олеле мајко, не. Доаѓа ситуација, доаѓа некој го вади мечот да те забави, или пиштолот, го верува во тебе, клекнуваш и велиш, јас те љубам во Исуса Христа, Исусе напомаш. Ете, тоа е верба и не се плашиш од ништо, зашто во љубовта нема страв. Кој верува во мене, вели Исус. Делата што ги вршам јас, Исус, и тој ќе ги врши. Дали ти ги вршиш тие дела? И уште поголеми ќе врши. Оти јас си одам кај својот Отец, тој си оди ти да го завземеш неговото место. Те сакам, Господи Исусе Христе. Секој да си остане во звањето во кое е повикан. Те сакам, Господи Исусе Христе. Ти благодарам за се. Ти си цар, Исусе. Бегај од човек раздорник.
Човек раздорник во заедница. Упорно. Истото тоа неговото не ќе да се откаже од себе си. Си му кажал еднаш, два пати, три пати. Таков човек се изопачил, греши, се осудил сам себе. Не се оставил себе си, го нема Исус во срцето. Пие апчиња и ми вели, Исус или има проблеми, миовка, има телесни проблеми, оди по доктор и ми вели, јас живеам со Исус. Па Исус е докторот, исцелителот, учителот. Зошто одиш кај луѓе? Те сакам, Господи, зошто одиш кај луѓе? Значи, почнавме до тој момент. Како се прима Исус? Добро прашање. Како се застанува пред Исус? Како се доаѓа до крстот? Како Исус да живее во мене? Како да умре стариот човек и да бидеш новороден? Како да не зборувам од своje име, Исус да зборува низ мене? Тоа е процес кој треба да го споделуваш, да го учиш собрани во Негово име, во заедница која ја води Исусовиот дух, не протестантски, православен и католички. Те сакам, Господи Исусе Христе, грабнате, значи, праведникот и рано да умре, ќе биде во мир. Следниот пат со Господ напред ќе читаме Мудрост Соломонова 4. Сега значи неговата диша, кој достигнува совршенство 4:13 во кратко време. Значи бидете совршени како што сум јас совршен. Значи ти треба да се постапуваш како Исус. И тој вели: Те сакам, Господи Исусе Христе. Ти благодарам. Откако му угодил на Бога, богоугоден, праведникот е засакан од Бог. Што значи да му угодиш на Бог? Па да пребиваш во неговата љубов. Да пребива тој во твоето срце. Он да зборува низ тебе. Праведникот е засакан, возлюбен и откако живеел меѓу грешниците, а ти живееш во луѓе што немаат вера, Бог го прибрал. Значи, овде сме кратко време. Целата суштина е како да му дозволиме Исус да се насели во нас во дух, да го оставиме телесниот човек, сатанскиот, и да можеме да се вратиме во Божиото царство на небесата. Таму се доаѓа само со љубов, кога се усовршуваш во љубовта. Татко мој, исцелување за сите оние, допрете го местото каде што ве боли, што ќе речат: Исусе, се покајувам, прости ми за гревовите на моите предци, простувам на сите, простувам, никого не осудувам, ја прифаќам Твојата волја, дојди во моето срце, Ти можеш да ме исцелиш, го барам Царството Божјо, исцели ме, Господи Исусе Христе, и нека ви биде според верата. Се е можно за оној кој верува. А во што веруваш ти? Во Исус. Он ти дава сила на сите што го примија, да станеш син, ќерка Божја. Амин. До Божјо Царство Небесно. Амин. Дошло и нема страх ниту за смртта. Ново небо, нова земја, пора нешно